Добро вечер. Истрагата за Кочанската трагедија бара јасни одговори како корумпираниот систем убива. Може ли тие одговори владата да ги довери на обвинител, кој што тргна да го менува и напрасно се предомисли и одлучи да ја запре постапката, откако претходно го опиша како најслабата карика или најлошата системска карика во обвинителството. Февруари е месецот кога се нешто слушнавме за Коцевски од владата. Беше опишуван како диво месо на обвинителството или отворен канцер на СДСМ и ДУИ што ја загушува правдата. Како е можно тогаш одеднаш да се предомислите и во околности на ваква трагедија да сметате дека тоа е вистинскиот момент да му дадете уште една шанса? Значи ли тоа дека може да се создадат вистинските алки, дека во оваа позиција во која што е ставен обвинителот Коцевски на половина пат од загубата на мандатот и разрешувањето во парламентот, сега да му биде нацртана линијата каква всушност истрага треба да води? Требало да не се сомневаме затоа што во истиот момент се дава извештај дека секој што е поврзан со оваа истрага ќе одговара. Одеднаш станува се порелевантно прашањето, а кои сите ќе одговараат. И простата логика на обичниот човек, потполно лаик за право, вели како е можно во тие верижни настани веригата да се сече и да не го подразбира периодот и можеби токму деновите кога се случи несреќата. Поминати се само една недела од отворањето на истрагата. Тоа е релативно краток период за да тврдиме дека ова ќе биде се. Обвинителството најавува дека ќе ја проширува истрагата, пред нив премиерот дека ќе се проширува истрагата. Тоа е веројатно главниот корисник на информациите или можеби најслабата карика во оваа ситуација во која владата мораше да замолчи и на сите да им биде јасно дека истрагата ја води јавното обвинителство. Почнува политичкиот надпревар за тоа кој треба да проверува каква е истрагата. Звучат за почеток неразумно повиците од ДУИ и оние одложени на СДСМ, дека ќе треба да се формира некаква посебна комисија во собранието. Никому во овој момент не му е јасно со кои надлежности таа комисија би проверувала како тече истрагата. Уште помалку зошто странци би присуствувале на тој претрес во собранието. Но Домот на граѓаните во кој одлучија 2 недели да паузираат за да на ниеден начин не влијаат на настаните на чувствата на луѓето по трагичните настани и да не дозволат никаква конфронтација, можеби е најдобриот опис дека тие 120 луѓе таму навистина за себе мислат дека ништо друго освен конфронтации не можат да понудат и затоа единствениот рецепт е едноставно да одсуствуваат. Ова е само најава за вечерашниот разговор со скромни информации од истрагата, како што и веројатно приличи на почеток на истражна постапка со моите вечерашни гости Александар Тумановски, добро вечер, адвокат, добро вечер. И мојот колега Васко Маглишов, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Тоа што не можем да го прашам Александар, не можеме да го прокоментираме. Денешните вести велат дека владата не се откажала од својата редовна агенда, што и треба, од што живеат, што се храни, додека ние очекуваме како ќе не препознава тој софтвер од вештачка интелигенција, со колку негативен тон зборуваме за владата, колку позитивно, колку неутрално. Владата обилно го користеше овој период за да ја користи својата природна интелигенција и политичкиот инстинкт дека ќе се обиде да покрие се што може во смисла на било каков печаток, граѓани на улица, протести некакви или едноставно собирање и изразување почит и тага за починатите. Имате ли впечаток дека додека никој не обвинуваше во смисла владата треба да падне за овој настан, таков наратив немаше, дека таа предвремено отпочна со дискредитација на се што околу се обидува да се собере на пристоен начин, да изрази незадоволство од системот или на крајот да ја покаже својата емпатија на площадите?
Дозволете на самиот почеток уште еднаш да изразам сочувство до семејствата на страданите, се разбери, да посакам побрзо закрепнување на повредените. Се сложувам со вашиот впечаток во поглед на тоа дека и од почнувањето на истрагата, меѓутоа многу повеќе деновите кои следуваа потоа, имавме впечаток како да е истрагата покриена со една политичка глазура, која што практично доаѓа од власта, во која што практично секој еден здраворазумен граѓанин кој што сака на еден демократски начин да изрази некаков револт, мора или барем се стекнува впечаток дека треба да биде ставен во некаков контекст, дали е тоа ваков или онаков, меѓутоа видовме особено на улиците една сосема спонтана како да речам, едно спонтано собирање на граѓаните во таа смисла и не мислам дека во оваа држава нема такво здраво демократско ткиво кое што сака на еден навистина пристоен начин да им оддаде и почит на жртвите, меѓутоа и да го изрази нивниот револт од ова долгогодишно коруптивно поведение на сите политички елити досега. Ова што го кажувам практично е увертира на една ситуација во која што буквално секој ден од министерот за внатрешни работи, па и од премиерот доаѓаат некакви најави за проширување на истрагата. Премиерот кажува кој е бројче во документот што е фалсификат било сгрешено, дали било 15 или 51 и така и натаму. Ние гледаме на преклопување политичко во таа смисла на истражната постапка, која што е само 5 дена отворена. Пред неколку дена се случи пожар во еден од најголемите аеродроми во светот, Хитроу, и пресконференцијата, првата пресконференција за тоа која што се емитуваше на Sky News, ја даде ни помалку ни повеќе заменикот на противпожарната служба. Тоа е во општество во кој што имате институции кои што кога ќе се случи нешто први излегуваат и ги кажуваат фактите, политичкиот дел некако останува настрана. Така би требало да биде, така е нормално да биде. Кај нас дозволивме институциите да бидат сосема поклопени и политичкиот фактор да излегува и да ги структурира и наративите и целата приказна за тоа што се случува, кој ќе одговара, кој би можел да одговара и така натаму и така натаму, и при тоа да не заборавиме дека сето ова се случува во време кога никој од јавноста не верува ниту во правосудството, уште помалку во политичките партии. Ова е одлично за почеток да поврземе, не е прв пат, но ние постојано некако се надеваме дека во еден момент ќе настапи драматичен дисконтинуитет од тој недостаток на елементарна култура која всушност го отсликува политичкиот инстинкт и желбата да се покаже кој е овдека главниот. Скоро сите соопштенија и дури изјави на премиерот, на министерот за внатрешни работи, некако лапсус, секогаш одат со реченицата Министерството за внатрешни работи поддржано од јавното обвинителство, што е во старт неточна формулација. Јавното обвинителство е тоа што отпочна пред истрага, отвори истрага, Министерството за внатрешни работи постои само да ги асистира на лозите на јавното обвинителство. Имате ли впечаток дека во првите 5 дена буквално постоеше таа тенденција да се покаже дека се е во растеп, па дури потреба да се покаже дека премиерот за се е информиран, во принцип дури би можело и да не биде информиран? Прво исто така јас да изразам сочувство да загинатите настрадани млади лица во оваа несреќа во Кочани и исто така со желба за другите повредени побрзо да бидат закрепнати од оваа несреќа. Печатокот е тој, неминовен. Се надевам дека тоа се припишува на тоа дека еве оваа влада е нова влада. Можеби нивното неискуство покажува водејќи се од такви несреќи, бидејќи ова сепак на почеток од почнување на мандатот на оваа влада, да наместо, како што рече министерот Доминис Литис, нова постапка или на целиот овој настан е јавниот обвинител и требаше во самиот старт да биде препуштено на самото јавно обвинителство како пред истрагата, така веќе и од почнатата истрага да се води според Законот за кривична постапка. Секое излегување на извршната власт во давање на информации во поглед на истрагата може само да ја наруши текот на истрагата
или да одаде информации кои што не би биле поволни за самиот тек, како би се водел целата во смисла на целата таа истрага. Така Како граѓанин, сега вас вечерва ќе ве користам за други важни правни аспекти, но би сакала да ве повлечам по некаквото ништо од правото како граѓанин кој што седи дома, се чувствувате ли непријатно дека во ден недела пред нас денови на жалост прогласуваат Србија и Црна Гора? Во соопштението на нашата влада во која македонските граѓани исклучително тажни, вознемирени тој ден, не добиваат ниту слика дека владата се собрала, станали, изразили едноминутно молчење, да не зборувам за парламентот кој 2 недели не работи затоа што тие како да загубиле секакво чувство и достоинство дека тие се првата линија на представување на граѓаните, дека мораше да се соберат за едноминутно молчење. Од соопштението на владата дури баш не беше јасно кога почнуваат деновите на жалост. Дали тоа покажува дека повеќе се брзаше да се покрие овој терен кој што всушност не е нивен и можеше да биде оставен на обвинителот, со што на некој начин од старт ке се научевме на вистинскиот канал од кој дури и на лажичка, но тоа е единственото место од кое ги добиваме информациите и нема да влеземе во ситуација во која премиерот ни објаснува дали ќе биде или нема да биде тука градоначалникот и дека тој тврди дека нема да бега. Значи, тешко е да се зборува и како адвокат, бидејќи горчината кај сите нас, пред се како граѓани го гледаме ова и ова е шок не само за нас како граѓани, за сигурно и самата влада била шокирана од овој трагичен настан. Можеби со замањето им требало многу повеќе време за разлика од другите земји кои што очигледно пред нас не претркаа со деновите на жалост. Јас сметам дека треба да се воздигнеме и како држава, бидејќи низ таквите настани треба да покажеме дека знаеме и умееме како да ги изменаџираме и како да можеме помалце да создадеме негативни импликации на сите што се офатени со овој настан. Така да сметам дека огорченоста некогаш не замаглува да кажеме, да бидеме објективни во делот за овој настан и да изразиме точни гледишта за одредени работи. Ке се обидеме затоа што не ги знаеме зборовите како ќе влегуваме во софтверот на вештачката интелигенција. Ке можеме ли да користиме заменски форми, а да не препознаат на начин на кој што би сакале да не препознаат. Се разбира, не е ни малку ниту тоа хумористично, особено не во фаза во која мора да постои одлука дека се тргате настрана, вклучително тендер 370.000 евра за испитување на рейтингот, што би се рекло, колку загубивме од оваа ситуација, како стоиме со рейтингот, а кога луѓе ќе ви излезат без да ги анкетирате на улица да ви покажат дека барат други одговори од системот, вие брзате тоа да го денунцирате, да го пишете како српско сценарио, како некакви канваси, шарени револуции, се останато. Еден детал и ќе одиме потоа на важниот друг дел. Нервозата која покажува два клучни функционери, премиерот и министерот за внатрешни работи на секое појавување на луѓето од Инфомакс, па дури и обидот за еден непримерен однос на премиерот кон новинарот на 360 степени, прочитај што ти пишуваат точно на телефонот. Одговорот би можел да биде исклучително и одговорно од медиумите, дури и редакциите да не ги остават своите новинари во ситуација на шокови реакции таму, туку едноставно да бидеме одговорни, пристојни и да знаеме што пишуваме и што правиме. Ги отсликуваат ли тие моменти старите војни и немањето доверба во медиумите во ситуација кога чувствуваат дека можат да бидат загрозени, а де факто не се? Елементарна политичка пристојност, без разлика кој да е на власт, дали е тоа премиерот, министерот или некаков директор на инспекторат и така натаму. И прости, ако веќе коментирам, морам да бидам и коректна, ако некој одработи по сите правила на службата, таа позиција во овој период е
младата портпаролка на владата Марија Митоева од првиот до последниот дел во секој поглед. Дикција, тон, однос, как се вели, има најдобрите оценки веројатно во. Сакав да поентирам дека елементарна политичка пристојност е кога ви собреќа новинар, независно од каде и да доаѓа, да го испочитувате, бидејќи тој новинар не прашува за дома и не прашува за себе, туку прашува во име на граѓаните. Тој однос на премиерот кон новинарот на 360 степени, кон останатите новинари, само покажува една непотребна нервоза. Можеби тој мисли на еден или на друг начин за новинарите и за медиумите, можеби лично има некаков став. Меѓутоа, тој е централната фигура во владата која што дава одговори на прашања. Инаку тоа е Вучичевски манир. Јас само разбирам дека во прашање се веројатно и емоции и денот, меѓутоа сите ние, вклучително и новинарите, сме исто така луѓе од што се вели од крв и од месо, и ние сме исто така емотивни и потресени исто како што и премиерот, меѓутоа неговата работа, меѓу другото, е да биде пристоен и да не дозволи ништо од прашањата кои што ќе му бидат поставени. Тоа се сите прашања што беа поставени се легитимни прашања. Оние прашања кои што тој можеби нема одговор, може да каже: извинете, во моментов не располагам со таква информација, ќе ви ја доставам во моментот кога таа ќе биде обезбедена. И тука да се заврши. И не е само премиерот, тука и министерот за внатрешни работи. Не смеете на новинар да му се обратите со потценување, со ароганција, со цинизам, затоа што не е поентата вие да биете битки со тие луѓе пред камерите. Едноставно ваша задача е во име на граѓаните да одговарате на прашањата. Кога тоа ќе го научат македонските политичари, ми се чини дека и нивото на политичка култура би било малце повисоко. Пауза за реклами. Господин Тумановски, истрагата е отворена во петок, исклучително кратка предистражна постапка. Таа за некои од осомничените всушност беше покриена 2 пати по 48 часа краток притвор и беше јасно дека брзо ќе се оди кон налог за отварање истрага, бидејќи тоа автоматски би значило можност за изрекување на мерката притвор. 27 луѓе, 3 правни субјекти, овие 7 полициски службеници ќе одат во ОЈО-ГОК, затоа што таму има специјализирано одделение во тоа основно јавно обвинителство. Како вас ви изгледа во овој момент тенденцијата на обвинителството да создаде голем предмет и да успее да потврди дека сите овие меѓу себе, реално поради различните мандати и динамика, неповрзани лица, може да ги стави во така наречени верижни настани или пропусти кои довеле до оваа трагедија, и при тоа да тврди дека како соизвршители заеднички се одговорни за делото што се случило на 16 март, а при тоа во таа верига не постои ниту еден од овие актуелно надлежни некакви институции. Тоа е сега главното прашање на јавноста. Па видете вака, мислам дека ова е преорането, бидејќи сам почеток на самата истрага. Краток беше периодот и на самата предистрага, затоа се одеше со кратките притвори, кои што беа 96 часа. Во поглед на динамиката и во поглед на големината и масовноста на целиот настан, самото обвинителство оди кон тоа да избере кривично дело, каде што запретената казна оди од најмалце 3 до 20 години, за да има можност лицата на кои што веќе им се определи мерката притвор, за кои што не е популарна, да се определи на сите лица. Таму можеше да се направи некаква селекција или можеше да се направи некаква дистинкција од секој каква улога имал во периодот кој што го спомнува 2012 година. И со тоа да се употребат и другите мерки на обезбедување, но сметам дека брзината или краткото време на дејствување се избера најнепопуларната мерка за сите да бидат ставени во притвор со некој верижна одговорност, а верижна одговорност може да се смета како каузалитет или како причинско-последична врска поврзана со тоа што се случи последното. Но ние
од овие информации кои што ги имаме од јавноста, нели, од и тоа самото последното се обвинителство. случило во нечии мандат и ниеден од тој мандат не е во веригата, не е во каузалитетот. Тоа е дилема. Тоа не, ако тие алки не се заедно со другите алки, тогаш немаме и верижна одговорност. За која верижна одговорност ќе збориме, бидејќи овие во 2012 не може да одговара за овие 2025 година. Да преведам со обичен јазик тоа што вие сакате правно да го кажете. Ако беа поделени согласно нивната одговорност за која што обвинителството ги сомничи, ние ќе имавме дури и овој број на луѓе, меѓутоа под различни членови на кривичниот законник, следствено на тоа различна запретена казна, и ќе требаше да останеме со една група која е 292, овој член 3 до 20 години, и која директно треба да се врзе за самиот настан на 16 и контекстите само на тој настан, не историјатот. Во такви околности, тоа веројатно беше проценка дека нема да ги задоволи очекувањата на јавноста дека сакаат брзо, промптно одговор кој што има робусна сила, кој што вели од утре се 27 во притвор, и дека тоа е всушност тенденцијата зошто сега се уште се сите 292, предизвикување општа опасност и загрозување на безбедност и животот. Секоја брза правда или стан правда носи и големи недостатоци. Така да, како по постапката, така и по луѓето, и тие за кои што сметаме дека се оштетени, и за тие кои што ќе бидат во постапката сега се осумничени, утре ќе бидат обвинети. Така да, самата истрага не значи дека ќе остане на тоа дело што е наведено таму. Тоа може да трпи промени, значи има до период од 90 дена додека трае, ако трае притворот, бидејќи доколку луѓето не се во притвор, истрагата може и да продолжи, но тука се ограничени во тој период да се кристализира, бидејќи сега се прибираат сите податоци. Сега се прибираат и материјални докази, сега се прибираат вербални докази, за да се собере сето тоа на куп и за да се направи чисто секој во таа верига, како што викаме, каква одговорност има. Но како што кажав и на почетокот, максимум сакате да кажете дека е 3 месеци притвор за сега притворените, затоа што да, бидејќи казната од 3, а не од 4 нагоре. Еве се обидовме да провериме пред емисијата и некако можеби треба да се согласиме дека ако минималната казна е 4 години па нагоре може да добијат плюс уште 90 вкупно 6 месеци. Да. Што за вас како новинар кој има искуство и од претходни предмети, знаеме во некој колку исто така беше брза пред истрагата, ја оценувате како клучната фаза од која ќе се видат намерите на обвинителството? Мислам дека сега ќе бидат се пожестоки притисоците, особено со одлуката на владата да го остави Коцевски во овој процес, без малку цртајки моја трасата за да остане, што е тоа веројатно што го очекуваме, некој тоа го нарекува, тоа дефинитивно уценет човек кој знае што треба да прави и дека сега ова се рамките во кои тоа не би смело да се излее кон актуелните функционери. Што вас ви е клучната забелешка? Како што рече и господинот Тумановски, ова е прерана фаза за да разговараме за некакви финални заклучоци. Меѓутоа, кога имате предмет со огромен број осумничени како што е сега, ако претпоставиме дека таа бројка ќе остане на 27 и дека нема да расте, можеби ќе се намали, можеби ќе се зголеми, можеби правната квалификација ќе трпи последици и така натаму, во основа е тешко изводлив пред суд и трае долго. Сме имале доста такви постапки, да не ве подсетувам на Змиско око, да не ве подсетувам на други постапки низ историјата кои што сме ги имали, кои што траеле со години, бидејќи едноставно секој адвокат во некој момент може да му се случи што и да е и да отсуствува. Тоа значи дека ќе се одложи рочиштето, па ќе дојде ново рочиште и така натаму. Тоа е многу време за правда која што се бара веднаш и сега. Бидејќи сосема за очекување и семејствата на настраданите и ние како граѓани да добиеме една ефикасна и ефективна правда. Не знам дали обвинителството ќе оди во таа насока и дали ќе остане на таа правна квалификација која што сега ја
ја имаат како да речам некаква работна теза. Би сакал само да подсетам дека и за модуларната болница едното од кривичните дела за кое што се гонеа дел од обвинетите беше токму тоа, за кое што сега се води постапката пред Кочанското обвинителство со помош на скопските обвинители. Во одлуката на апелациониот суд зошто ја укинува првостепената пресуда, бидејќи таму имавме казни кои што за модуларната болница во Тетово, вели дека практично судот, првостепениот суд, не навел ниту една причина за решителните факти од кои утврдил, односно не утврдил дека обвинетите не постапиле согласно мерките и активностите кои произлегувале од договорот за заем за градба на болницата. Што сакам со тоа да кажам? Треба многу внимателно да се чита членот 288, по кој што сега обвинителството ја тера постапката, бидејќи така како што е поставен, и сега можеме да разговараме хипотетички, би можеле да се водат на ставот 2, кој што практично значи дека службено или одговорно лице кое нема да постави пропишани уреди и реди панатаму или овие уреди нема да ги одржува во исправна состојба или сосема на крајот вели не постапува според прописите или техничките правила за мерките за заштита. Дали овој член може да се однесува и на министерот, и на државен пазарен инспекторат и така натаму, или само и само на оние кои што биле задолжени да го организираат и да го заштитат, да ги заштитат сите што биле во дискотеката, е прашање кој што би требало правниците да го разлачат, меѓутоа во основа е квалификација која што бара внимателност. Затоа и го цитирав овој дел од пресудата на апелациониот суд, кој што практично кажува дека не се докажало тој диспозитив кој што обвинителството го поднел. Таму има и други забелешки, меѓутоа една од тие дека ова дело бара внимателност на начинот на кој што како ќе градите теоријата на случајот. Ова го кажувам само поради тоа што не би сакал да се доведеме во позиција пресудата да падне, каква и да е, за колку и да е луѓе. Напротив, треба да бидеме уверени и апелациониот суд и ние како граѓани дека ќе биде испорачана квалитетна и навремена правда. Еден од моментите уште на почетокот што навестуваше дека непотребно се реферира на оправданиот бес, лутина, тага, шок на граѓаните, беше настапот на премиерот кој дури и самиот рече потполно свесно дека дури може би издавам некаков компрометирам некаков доказ во постапката, сакам да ви го покажам, ова е ради вакви фалсификати, ја објасни целата ситуација, што стои во архивата на Министерството под тој број, дека е тоа лажна лиценца која патем и како таква завршила на 13 март, е всушност еден лош почеток во кој безмалку неовластени лица се обидуваат да мафтат со некакви фалсификати. За мене дополнително непријатно ти ако имате директор на АНБ со фалсификат, сертификат, ако мафтате во собранието дека такви има стотици и ние не гледаме за тие такви стотици постапка, ако при тоа сите заедно одмолчавме дека посетителите на Академијата за суди и обвинители, значи меѓу другите, можеби некои од овие што се испратени на помош во Кочани кои ќе треба да ги утврдуваат и последиците од фалсификуваните документи, всушност и самите фалсификува сертификати, односно се утврди дека не знаеле, дека ги земале лиценците од несоодветни центри. Прашањето е кога некој ќе се послужи со приказната за фалсификатите, а се околу, што министерот Тошковски го нарекнува нема каде да чепнеш, а да не видиш колку е гнило, ми го враќа тој впечаток дека премиерот зборува за фалсификати. Па, добро е, премиерот пушти, како се вика тоа нога, покажа дека има такви многу, значи голем број на фалсификати, мислам дека на собранијска говорница го истакна тоа, и треба да биде охрабрен да продолжи овие постапки да бидат, да имат крај, бидејќи кај нас во Македонија најчесто таквите постапки. Кој да биде охрабрен? Самиот премиер екс официо да ги предаде на истражните органи за ова да се истражи и да се детектира точно. Може да го викне да му каже премиерот, дојдете, дајте што имате да видиме. Па не мора да го викне, обвинител ако го слушал, сигурно знае дека подопрен глас. Него му е должност тоа да постапи, да ги прибере овие, како се вика,
наводни фалсификати, пошто наводни не знаеме да не е отворено дека се, и да се почне на постапка и за да се утврди кои се тие луѓе и да се донесат пред лицето на правата и да одговарат, бидејќи кај нас ние мислам уште збориме за селективна правда, уште збориме за неказнивост. Разбирате, поентата е дека за не многу пари, и причината се скандализира ова е кога ќе дознаете за каква сума всушност ова се случило, а веројатно таа лиценца од 24-та година не е клучната за настанувањето на пожарот. Се разбира дека треба да имате чувство, дека толеранцијата наназад всушност не носи во една ситуација во која овде ќе премолчам затоа што ми одговара за фалсификатите, да видиме за овие што ги споменав во жарот на расправата во собранието, има и наши и ваши, што би се рекло, а потоа ќе се договориме некаде дека... Сега имат шансата да се расчисти со сите криминали за кои што се спомнуваат, а немат завршница. Еве вие спомнавте. Сега може да имате обвинители кои со фалсификат, сертификати, всушност сега како се вика ќе учествуваат во мега предметот кој што треба да ни открие. Пошто дека во неколку наврати веќе се осудени неколку наставнички во школи, каде што некој систем или некој побрза постапка од кога се бара одговорот директно од Америка и не се бара преку Бугарија, малку побавно доаѓа. Но дека овој скандал заврши со оценка дека тие не биле свесни дека центрите од кои ги донеле сертификатите не се лиценцирани. Да, погрешно мислеле дека сертификатите кои што ги имаат се од сертифициран центар и бидејќи немало оштетени во постапката во таа смисла, бидејќи тогашниот конкурс бил поништен, обвинителството одлучува да го затвори случајот, стануваше збор за 41 човек. Суди обвинители. Значи имаме шанса, значи имаме можност и истакнато веќе во јавноста. Јавноста ќе остане да виси ако тоа не се решат овие предмети, како за овие суди и обвинители кои што минорно е, значи нивното кажување дека они не знаеле, тоа воопшто не е битно. Битно е дека тие се влезени во системот и треба да излезат од тој систем. Бидејќи ние моментално сите кажуваме дека се моментално системот е тој што треба да се исправи. Како таа генерација успева 42 да не знаат, за луѓе кои би требало многу подобро да знаат многу работи, од сите, значи најголемиот дел од нив или сите успеваат да не знаат, наспроти евентуално можност дека е некаква статистичка грешка од тие што стварно можеби не знаеле, за да потврди формулацијата дека е така. Ако веќе доминантно сите ви се со лажни фалсификати од нелиценцирани центри, јасно е, повеќе од јасно е како била завршена таа работа. Што се однесува до прашањата на самата истрага, може би пресвртниот момент за тоа како овие работи ќе бидат управувани беше најавата на премиерот дека владата има намере да го запре процесот за промена за разрешување на обвинителот во моменталната состојба. Таа формулација моменталната состојба не соодветствуваше на денот, бидејќи Советот на јавни обвинители се уште се немаше изјаснато, имаше закажано седница за утрешниот ден. Се разбира, тие требаше да ја разберат пораката, напрасно има доволно одговорни обвинители кои стигаат до бројката да нема кворум и едноставно да го продолжат до крајниот рок својот термин, на некој начин да асистираат на сигналот на премиерот, а во меѓувреме владата се коригираше дека според закон јавното обвинителство ќе си ја заврши својата постапка и без оглед на нивното мислење тие нема да ја продолжат. Сега јас ве прашувам, може ли владата дискреционо да проценува, ќе заврши постапката до 2 април, 3 април, Советот за јавни обвинители, да го земе нивното мислење или да отсуствува било какво мислење и потоа прави доволно долга драмска пауза од постапката за менување на обвинител, што е некоректно дури кон Советот за обвинители, за кој веројатно може да имат новонастанати околности во моментот кога треба да се изјаснуваат за смената.
Тоа е нејаснотија. Ние не знаеме што значи да речеме го запирање на земаат и го поставката. ставаат во фиолка до септември. Така е, бидејќи портпаролката на владата рече независно од какво ќе биде мислењето ќе стигне, Тоа значи нема да дека стигне. Советот нема да тоа се значи нема изјаснува. понатаму. Тоа значи дека ви можете да го ставите во фиолка и во некој момент да го активирате повторно, бидејќи сте го добили мислењето. Иако јас мислам дека ова веројатно купување време, бидејќи ако владата реши за 3,4, тоа повторно ќе го направи побрза постапка и не верувам дека тука би имало некаков проблем. Сега да сме малку во некаква, како да кажам, поинаква ситуација, веројатно би требало да донесе одлука со која што ќе рече ова го отповикуваме. Ова нашето со кое што поведуваме постапка не важи, бидејќи решивме во овој момент поинаку. Меѓутоа тоа не видовме дека се случи, јас барем не сум слушнал дека има таква некоја одлука. Ама не што можат, значи не можат да го направат тоа. Тие како се вели, не можат нас како агрегатори да не веруваат и со што нас не замајува премиерот. Тие немаат никакво официјално мислење од Така е. владата. Владата не направила никаков званичен потек. Тоа е што значи дека мислам што сакам да ви кажам на телевизија како впечаток. Да, на еден или на друг начин значи дека моменталниот државен обвинител би го држале на краток ланец. Што значи дека ако во некој момент можеби нешто се случи, тоа е стара состојба, меѓутоа гледаме дека се перпетуира и дека се повторува од година во година и практично засведочуваме ситуација која што веќе сме ја гледале. Меѓутоа, на што јас сакам да укажам е дека во ниту еден момент, покрај целата оваа политичка обседнатост со истрагата и со случајот, државниот обвинител не излезе да каже јавно: го молам премиерот и министерот за внатрешни работи да не ја остава да си ја вршиме работата. Не е работа на премиерот да каже дека видете сега, ние ќе влеземе утре во полицијата, ќе го направиме овој претрес. Не е тоа работа на премиерот, можеби да ја знае информацијата, меѓутоа не е тој тоа што треба да го каже. Како што вели министерот за внатрешни работи, доминус литис на постапката е јавниот обвинител. Ние имаме ситуација во која што излегува јавниот обвинител, држи пресконференција пред сите новинари, одговара на прашањата. По 15 минути или по половина час излегува министерот за внатрешни работи со истите наоди. Уште да каже нешто ново, па да речеме дека има некаква смисла пресконференцијата. Добре, вие го разбирате тој јазик. Тоа е слика која треба да се создаде дека супремацијата на владата над обвинителството е една сосема легитимна работа затоа што народот очекува владата да ја донесе правдата. И тоа е тоа, како се вели, чоше сокриено во кое е ставен обвинителот. Не се однесува дека околу тоа се бунтува, не се однесува дека ова е ситуација во која треба да се покаже апсолутно авторитет и дека на сите треба да им биде покажано местото. Ако ги цените изјавите на премиерот во кој што вели нема да има милост, ќе ве вадиме за уши и така натаму, што значи премиерот ќе ги вади за уши? Или тоа го кажува во име на јавното обвинителство? Јас сум во недоумица што сака премиерот да каже. Мислам, мене ми е совршено јасно дека по закон истрагата е во јавното обвинителство, полицијата е сервис, ама кај нас во оваа истрага имам обратен впечаток, како полицијата да ја води истрагата, а обвинителите да се истражен центар на Министерството за внатрешни работи. И можеби не ви е погрешен впечатокот. Можеби. Добро. Дали во вакви околности на се што претходно беше изречено за овој државен обвинител, кој е виновен дури за работи за кои реално не можел да ги стори, па вклучително е највиновниот човек што е довербата во правосудството 2%, па е во описот на Министерството за правда тој кој што дозволи скандали, нарушена функционалност, неефикасност во кривичното гонење, незаконско постапување и корупција. Тоа е се контекстот поради кој беше напишано барањето за смена на обвинителот. Мојот логичен избор е дека во ваква ситуација, ако сака да сочува чест обвинителот, би требало да понуди оставка. Тоа е веројатно едната опција, а ако ВМРО-ДПМН или владата навистина сериозно мислела која ги давала овие квалификации за јавниот обвинител, никогаш подобра прилика од сега да го смени обвинителот и да бидеме на чисто дека во најважната истрага за која ги очекуваме одговорите, ние нема да ги поставуваме прашањата кои ВМРО-ДПМН само до пред неколку дена пред несреќата отворено ги поставуваше за државниот обвинител. Не би биле сериозни како држава сега во овие моменти, во оваа најголема трагедија, мислам дека поголема трагедија не постои од оваа во Кочани, да се продолжи со постапката за смена на републичкиот јавен обвинител. Јас не мислам така. Не јас. Зошто? Јас сметам дека
без глава на таа институција сметам дека не може да се заврши целата постапка како што за утре други ден да имаме простор. Во која смисла државниот обвинител во овој момент е глава? Па тој е менаџер на целото обвинителство. Меѓутоа тој не ја води истрагата, тој не ги потпишува наредбите. Премиерот му вели во овој момент одлучивме да те оставиме таму, да ја запреме постапката. Тоа не е нималку компетентна позиција за државниот обвинител. Тој испрати доста квалитетни обвинители за да им помогнат на обвинителите во Кочани за да се справат со оваа ситуација, бидејќи сепак станува збор за мало место, Кочани е населени од 20 до 25.000 луѓе. Надлежноста или предметите кои што се работат не се предмети кои што се работат например пред кривичниот суд во Скопје, така да сметам дека добро менаџирање на овој процес би било, како што кажав и на почетокот, оваа постапка да се заврши без дополнителни импликации на сите засегнати во оваа несреќа. Ке ни одземе време, не сосема секогаш сум сигурна, околу ова има многу јавен интерес, меѓутоа се ова за што зборуваме, колку е потребна глава во една изразена субординација каква што институција е државното обвинителство, секогаш губиме од ум дека секоја приказна, секоја истрага е некаква важност за некакви наши парчиња од приказни. Ова се разбира има заеднички именител за сите нас, затоа што последиците исклучително трагични. Но логичната врска помеѓу тоа дека го оценуваш за диво месо, за канцер во институцијата и одеднаш му велиш, хајде сега уште малку, ќе ти дадеме уште една шанса, иако манирот ќе му дадеме шанса, е тој постојаниот нишан низ кој откако дојде ВМРО ДПМН на власт го гледат Коцевски. Во мојата логика тоа е тој што треба да поднесе оставка. Да, ако го читате внимателно соопштението на Министерството за правда зошто Коцевски треба да биде разрешен, тие меѓу другото наведуваат и корупција. Сега имате начело на јавното обвинителство корумпиран обвинител според исказот на, односно соопштението на Министерството за правда, што менаџира една ситуација во која што се нашло јавното обвинителство да мора да испраќа обвинители од Скопје за нели да биде тимот поголем и така натаму, меѓутоа јас отворено прашувам, дали тоа значи дека корумпиран јавен обвинител го менаџира обвинителството кој што ја води истрагата? Мислам, ако го свртите наопаку, ќе излезе дека тоа е и корумпиран. Во соопштението на Министерството за правда пишуваше дека се бара негово разрешување меѓу другото и поради нефункционалност на јавното обвинителство. Не е точно. Јас на минатата дебата реков дека обвинителството е функционално. Сега се покажа дека е функционално. Така што и тој аргумент паѓа во вода. Сакам да ви речам дека ова се некакви флоскули кои што ги слушаме и кои што се сменија веројатно за неколку денови. Сега да ги побарам изјавите на премиерот од пред неколку дена пред да се случи несреќата, ќе видите дека ќе протестира пред судски совет и пред и така натаму и сега гледаме на целосна промена. Јас не сум заборавила, меѓутоа ова е сега толку комплицирано и веројатно ќе изгледаме меѓу оние кои што ги добиле упатствата за употреба на наративите. Ако премиерот по Вучичевски манир знае да осети бесен народ кој сака да дојде пред советот на пред судскиот совет, зашто 5 членови на судскиот совет не сакале да поднесат оставка, иако таа петорка клучно не влијае на одлуките, ако нема другите што се избрани од судиите кои ќе се состават. И сега ова е толку долга реченица на секој кој што би дошол на повикот на премиерот, јас ке стојам во првиот ред, да раскаже дури на медиум зашто сте тука. Сигурна сум дека им е комплицирано овие врски да ги опишат, за кога реално има потреба луѓето да излезат, да покажат својата тага, емпатија, почит кон починатите, па и без на крајот на краиштата. Од истото место доаѓа диригираната нервоза дека ова е не знам од кого организирано, а ова предсудски совет требаше да биде автохтон протест. Сега веројатно разбираме дека и кон едната и кон другата институција нападите знаат да бидат синхронизирани, а ова за која помалку зборувавме советот на обвинители, која секогаш имала порасипани манири да се сокрие, помалку е отворена од другата институција, помалку фокус имала кон неа, најмалку можеби наместо да одигра со минус за кворум, можеше да се
состане, да го види, да го направи јавен одговорот на јавниот обвинител. Барем во овој момент да знаевме што за обвинувањата што му се ставаат на товар мисли човекот на кој сега му даваат, како се вели, поработи уште малку, додека ние не видиме кога треба да те однесеме во собрание на разрешување. Како пандан на оваа ситуација, пред неколку дена по српските медиуми беше објавена информација дека 400 суди и јавни обвинители му пишаа писмо на премиерот Вучич, во кој што практично осудуваат една негова јавна изјава, затоа што и каде што вели, каде што вели дека практично сите полицајци и јавни обвинители кои што нема да го заштитат државниот поредок ќе бидат сменети. 400 подписи се собраа на јавни обвинители и на суди, во кој што велат престанете да го понижувате правосудството. Јас ваква слика во Македонија не можам да замислам дека некогаш може да се случи. И во кој што викат дека сака да судат. Така е. И би сакал да го нагласа моментот дека можеби, ако се шегуваме, би рекли или сме цинични, дека таа поворка пред судскиот совет која што требаше да протестира, веројатно требаше да дојде до советот на јавни обвинители и да се протестира пред избраниот член од во последниот состав, кој што е инаку со партиец на Изет Меджити во владата. Така што веројатно ако сме цинични ќе речеме дека против кого ќе протестирате, против некого што и вие сте го избрале како влада, односно како собрание во овој случај. Сакам да речам дека според АИ ова е негативна вест, произведена во лабораторијата на Призма, и вие бевте првите кои ја објавија фотографијата во, како се вели, не само информација, фотографија си имаат луѓето, затоа што некогаш тоа представувало чест, не знаејќи како ќе ги делат подоцна пусти. Ништо нема да се придонесе со тоа овие на кои што им се изгласи интерпелација во собранието, сами си отидат. Сметам дека таму треба да се смени законот и по новите законски измени за судски совет да се изберат нови членови кои што ќе бидат со точни критериуми, бидејќи таму е многу полабаво ставено, се истакнат правник кој може да биде. Па да ги ставиме сега вашите, сега ќе ги ставиме нашите. Тоа треба да се прекине, да се стават веќе луѓе кои што стварно мислам ќе дадат полн придонес и да таа доверба кој што викаме дека е 2%, барем да скокне за 1%. Така викаш и ма како да не. Јас се обидувам да разберам зошто волку воздржаност на теми кои не се јасни. Луѓето требаше да дојдат пред судски совет во една брза трака во која овие мора да заминат под притисок на луѓето, затоа требаше да дојдат новите истакнати правници по истата стара формула пред да се промени законот. Тоа е целата комбинација. Инаку ако тие сакаат прво законот, подобри услови, ниту имаат потреба да доаѓаат, да ги затоа што брзината со која се бара излезете надворе всушност за да го искористиме последниот момент да донесеме нови преку собранието, а потоа нека си настапи законот, па кога ќе ми истече мандатот нови, ќе видите како ќе го спроведуваш. Пауза за реклами. Маглишо, сосема кратко, може би е прерано, а може би требаше да биде една од првите одлуки на менеджерот на институцијата, а тоа е надлежното обвинителство. Во овој момент предицира дека обвинителството кое што води истрагата, без оглед што се на помош 11 обвинители од Скопје, дека истата надлежност би ја задржал и судот. И може би за да не дојде подоцна сега промената дека ќе се префрали надлежноста за судењето, ќе беше коректно да се направи проценка, бидејќи зборуваме за исклучителна трагедија во мало место. Скоро сите се на некој начин поврзани меѓу себе, а тоа не е добро обкружување за правна постапка. Емоциите не се добар содржник, чувството на загуба. Имам информации дека и некои од обвинителите имаат директна лична загуба, болка. Дали ова беше една од поважните одлуки што требаше да се завршат? Скоро никој не сака да помисли дека Кочанскиот суд има услови да прими волку адвокати, волку обвинети. Ситуација во која судот ќе биде буквално блокиран од безброј луѓе, се заедно не дава гаранција дека тоа е процес кој што ќе може да се спроведува во околности на овој мал суд.
Овој судски или ова менеджмент, мало обвинителство. Да, овој судски менеджмент веројатно треба веќе да почне да се резонира како ќе се адресира, дали тоа ќе може ќе се определи некаков друг суд, можеби ќе биде Штип и така натаму, не знаеме, меѓутоа они се сосема во право бидејќи го водат предметот по местната надлежност каде што се случил кривично правниот настан, нели, во Кочани, меѓутоа јас очекувам дека веќе во уште ова време треба да се прават некакви обиди да се размислува за тоа што ќе се случува понатаму. Во Кочанскиот суд има колку 4-5 мина судија, од кои што веќе веројатно сите одлучувале по решенијата за притвор, тие се практично спречени, не можат понатаму да постапуваат ако има да речеме обвинение таму, така што ќе треба и тој дел да се размислува во најмала рака и ми се чини дека не сум сосема сигурен дека во овој момент тоа е некаков приоритет. Јас обидов денеска од Врховниот суд да добијам некакви информации дали веќе има некакви размислувања во најмала рака, меѓутоа не успеав да добијам некаква информација. Се надевам дека во наредниот период тоа ќе се адресира како прашање. За крај, Тумановски, цело е кога има се, еден од важно добрите наративи секогаш е вештината да се направи споредба и кога завршува реченицата ке му дадеме уште една шанса на обвинителот и обвинителството, кој добро си ја врши работата во една формулација како да е прва придружничка на МИСот МВР, иако околностите се обратни, но очекуваме да проработи не знам што кај нив и да се навратиме ако може на модуларната болница, Ласкарци и се веројатно Трајко Велјановски мој советник. Еден од советниците, да. Добро. Еве, не коментирам ништо, некој би требало да му објасни на премиерот дека таквите конотации се создаваат ако било кој има доказ и може, како се вели, да се промени постоечкото обвинение или со нови докази да видиме каде ќе одиме. Не е таков случај ниту во едниот, ниту во другиот предмет. Зашто служат овој тип на подметнување, ќе ја чуете големата вистина? По мене тоа е еден вид притисок моментално на републичкиот обвинител, на кој што нели претходно зборевме, неговата позиција не е толку цврста, туку зависи, бидејќи ние зборевме да бидам коректна. И добро, ја нешто спомнам. Дека сепак треба да знаеме дека обвинителството или републичкиот обвинител е на предлог на владата. Тој не е независен орган, тој е самостоен во своето делување. Имаше порано на времето една најава дека обвинителот треба да биде на предлог на опозицијата, таа идеја не обстои и можеби е добро време да се овозможи, бидејќи сепак обвинителот не треба да има никакви политички конотации или да има политички влијанија, бидејќи сепак со тој наратив на извршната власт се прави притисок за преиспитување на одлуките на тогашните обвинители кои што ги работеле овие предмети, дали некого имат заборавено кога ја донеле таа јавно обвинителска одлука да одат со обвинение само против тие лица. Доколку гонењето не е застарано, тоа не е исклучено, може било кога и ако произлезат докази за такви нови лица кои што се дел од овие постапки да бидат гонети. Не ми звучи дека луѓето тешко разбират дека тоа се резонанци кои само тие меѓу себе си ги разбираат, што сака Мицковски да му каже на Филипче, како Филипче треба да разбере и тоа што не му кажал Мицковски, ако сум иронична на ова што го зборува Тумановски, опозицијата да го предлага, како стојат работите, може тоа да биде всушност по некаков закон во овој момент работа на ДУИ со оглед на освоените гласови, па кога ќе им речеш како напишавме овој закон, уште тоа ли да го освои ДУИ и тука тргнува целата калварија во што веруваме, во што не веруваме, како и сегашните описи на ВМРО ДПМН, што ви е проблем со истрагата кога тоа се ваши луѓе. Сеќавате како новинар дека безброј време потрошивме кога Заев потпишуваше некакви договори со Алијанса за албанците, па ќе го проверуваме случајот еден, случајот втор. Се обидувавме да речеме прибери се човек во своите надлежности, тоа не е тема која може да си ја потпишувате политички. Гледаме дека тој манир продолжува, а
А луѓето се повеќе се надеваат дека е возможно тоа да се случи во обем во кој што им навестува премиер. Ама како да не се надеваат кога централната политичка фигура тоа го кажува? Мислам, тоа е една омнипотентна, би рекол, моќ која што кажува дека јас ќе се залагам за да се отворат процесите. Дел од тие процеси се во суд, се судат и едниот и другиот случај. Дали сме задоволни од квалификацијата, од бројот на осомничени, кои осомничените веќе се сама друго прашање. Меѓутоа, тоа е тоа влевање лажна надеж и играње со чувствата, особено на оние што загубиле некој во некои од тие трагични несреќи кои што ни се случија. Како што рековте, така беше и со случајот Монструм, бидејќи на крајот се испостави дека малтене истото обвинение уште еднаш помина ни суд, само затоа што луѓето очекувања имаа надежи дека ете може би некакво светло ново ќе се даде со бомби и со сет останат, да речам, доказан материјал кој што во тој момент опозицијата ветуваше дека го има, на крај излезе дека тоа е политичка игра и ништо повеќе од тоа. За крај само да подсетам, сме имале преседани кои очигледно не научиле на безсмислената употребна вредност на тие пенетрации. Може би единствениот успешен случај е Сопот, кој што преку собранински инструмент, потполно нејасно на границата на дозволивото, затоа што имаше политичка подготвеност тоа така да заврши, беше повторно отворен. Се друго се само дополнителни лузни на луѓето од разноразни ветувања. Ќе ја дознаете вистината за Смилковско езеро, ќе ја дознаете вистината за ова, ќе ја дознаете вистината за она. И некако треба да не постават на границата дека тоа главно се манипулации. Јас ви благодарам што во релативно рана фаза, кога има малку, што би се рекло, правен основ за консултација и нешто да пренесеме, се обидовме вечерва повеќе да зборуваме за другите неправни контексти кои можеби ќе го проблематизираат или ќе го отежнат действувањето на вистински начин на истрагата. Благодарам што бевте мои гости. Почитувани ви благодарам што не следевте, пријатно.